Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија направи контрола на цените на производите низ маркетите. Заклучокот е поразителен. Не само што нема намалување на цените, туку напротив има и покачување кај голем дел од производите. Владините политики со замрзнување на маржите немаат никаков ефект. Нема ниту робусна, ниту жестока контрола, како што вчера изјави премиерот Мицкоски. Тоа е голема лага. Има само жестоко поскапување на производите кои ги плаќаат граѓаните. Народот има се помалку пари и едва ја врзува крај со крај. Еве каква е реалноста со која се соочуваат граѓаните секој ден по продавниците. Јајцата се повторно покачени на околу 100 денари. Дури има и до 140 денари за едно пакување, а беа 75 до 80 денари. Јогуртот со 3,2% масленост е на 72 денари и нагоре. Млекото е исто така поскапено и се движи од 70 до 80 денари. Сирењето е поскапо и се продава од 440 до 650 денари. Кашкавалот е луксус, веќе за граѓаните и речиси и да нема под 600 денари. Шеќерот е исто така поскапен. Килограм се продава за 57 денари. И останатите производи се поскапени. Грашокот, гравот, лекјата, се е поскапено, а тоа граѓаните секојдневно го чувствуваат и го гледаат во продавниците и во маркетите. Ова не е никаква грижа за граѓаните. Ова е неспособност, не грижа. Ова е одработување за интересот на големите трговци. Тажна е суровата реалност која секојдневно ја живеат граѓаните. Додека народот се мачи со високите цени и недоволните плати, како да врзат крај со крај, како да го поминат месецот, што ќе имаат на масата семејствата за јадење, Мицкоски и неговата влада се хранат со луксузна храна на грбот на истиот тој народ. Аспарагус, манго, папаја. Тоа е на менито на Мицкоски и на неговите министри. Веќе е објавен оглас за набавка на огромно количество на морски плодови, месо и риба за потребите на владата. Додека народот нема за леп, тие намавуваат октободи, лигни, школки, ракчиња, микс морски плодови, чаден лосос, срамно. Но апсурдноста да е уште пострашна, замислете, владата одбива предлог за минимална плата од 500 евра. Ама затоа потпишува договори за екзотично овошје, зеленчук, морски плодови, скапи авиони. Ова е најаздисаната влада досега, која воопшто не мисли на граѓаните. Ви благодарам.